Петок на дено, така е најавната шпица за она што денеска во кујната ќе го готвиме. И тоа имам чест да се дружам со музичар денеска во кујната, па да видиме како музичарите во Македонија, генерално ги представуваш сите, пази добро, се снаоѓаат во кујна и што всушност ќе ни изготват. Односно, дали ќе се проврткаме со Горан Папас во кујната или ќе вкусиме нешто вкусно цел тим, како што тоа редовно и го правиме. Со мали исклучоци кога јас готвам со колешките. Тогаш не вкусувам. Добро, позитивно е што можеш да кажеш дека е вкусно во секој случај. Или да лажам дека е вкусно. Па нема потреба да лажеш тоа. Добре ни дојде, Горане. Добре, најдов. Како си ми? Драго ми е што ја прифати нашата покана, да го наречеме предизвик телевизиски, нели? Пошто ти како музичар сигурно подобро си се снаоѓаш. Искрено да кажам, малце ми е чудно што прв пат се наоѓам оваква позиција. Да готвам и не сум седнат на софата кај вас. Така што ќе видим ајде што ќе испадне од сето. Цеце крива за тоа, но верувам дека ќе испадне нешто. Добро. Првенствено да споменеме што ќе готвиме, па после ќе те потпрашам како патот, колку патот те води на како вака, јас на пример, ево како представник на музичарите, претпоставам дека сите ќе се согласат со мене, плюс како машко. Генерално одам на варијанта на брзо приготвување на храна. По можност таа брзо приготвена храна да ми трае и за утре и за задутре. Да си имаш складирано, да. Така што затоа денеска ќе подготвиме. Ама и да биде калорична, претпоставам, односно да држиш викаме. Апсолутно, да. Како музичар, така што денес ќе правиме хумус, домашен хумус, кој што е генерално многу хранлив, е многу здрав. Ќе го намачкаме на лепче кое што исто домашно направено од семки практично. Богато со протеини, богато со калории, со здрави масти, кои што и хранливи влакна кои што нели тие се генерално најбитни за нутритивната вредност. Така што брзо е ова. За музичари важи дека па мисля дека музичарите не сте на хумус, дека на потешко, помрцничко. Па нели заради за брзо приготвување, да, треба енергија, треба нели. Ова е супер за мене. Па не, мислам дека тоа е малце 20 век станато дека ако нема месо не си се најал, не е точно. Напротив, ова е баш убаво за вкусно за конзумирање и многу лесно за приготвување. Ајде тогаш да го почнеме, за да имаме време да го. Значи ни треба наут. Добро. Наутот е практично главната состојка на домашниот хумус. Добро, кажувај ако треба нешто да. Да, па добро сега. Наутот генерално натре си има и течност. Тоа е добро да се извади течноста на почетокот затоа што ќе си го подготвувате по ваш вкус. Некој го сака да е потечен хумусот, некој го сака да е посув. Јас генерално го сакам да е посув, за да не ми биде. Така што после од оваа течност која што останува од наутот ќе се додаде во смесата. Да се направи по густината. Апсолутно, да. Да се погоди оно што треба, добро. Ево вака. Добро. Ево вака. Отвориваме наутот генерално. Во блендер. Дека луѓето знаат дека што е наут. Фрлај одма во корпата, таму е така. Корпата. Да се чистиш. Ова е таан, значи за да подготвиме домашен хумус не треба наутот како основна состојка. Ни треба да додадеме споредено зависи од количината на наутот. За оваа количина на наут потребни се и 2 лажички таан. Додадеме. Значи за една ваква доза 2 лажички таан се додавате. Добро. Така е. Така е, 2 лажички таан. Имаме тука сенф. Јас го користам сенфот дижонот сенф, бидејќи тој е без додаден шеќер во него. Голема или мала? Може голема, да, може голема. Добро. Ќе ја собере валјда. Да. Додаваме една лажичка сенф. Ево го тука ќе го ставиме сенфот. Да. Додаваме 2 лажици маслиново масло. Јас малце импровизирав кога ставив во вакво шишница маличко. Добро. Не, многу си спакувал да ти кажам. Посебно ми е битно да го презентираме следново односно за чините, како ти текнало да ги спакуваш. За пакувањето се погреши мојата Кој се погреши за пакувањето? Не, ова беше моја идеја. Тоа е усвари миксот. Ама добро ти текнало односно. Да, миксот зачини затоа што кога требаше да земам 5-6
шишенца, меѓутоа јас си го приготвив дома. Сега за зачините нема некое правило, треба да си ставите по ваш вкус што си сакате. Битно Добро. е да Што има би можело да се стави? Кажи ми само. Па добро, битно е да има тука има кумин, има шарена сол, има малце црвен пипер, има малце лукчево прав. Пак ќе кажам, си става секој кој Може бибер ако сака, нели? Апсолутно, апсолутно. Малку и полутко. Некој го сака полутко, да, некој го сака поблаго, поблагоинасто, така да тоа е тоа. И на крај се става лимон. Сега тука цедулка за лимон, не знам дали има. Треба да има, само не знам каде е. Добро, не е битно. Значи лимонот, ако немате цедулка, добро е да го истискате прво вака, да го изгмечите убаво, да ја пуштите внатре сокот течноста, после го сецкате. Пошто мора да го сецнете, нели? Сега ќе внимавате со семчињата, да не влезат семчињата во... Кажи ми сега, кујнава, Си ставате во... ја често ја посетуваш или Да, често ја повремено? посетувам. Јас сум... Сакаш да сготвиш нешто? Па, сакам да сготвам. Не сакам многу да се врткам реално во кујна, меѓутоа тоа што го готвам сакам да е сакам да ми е богато со богат вкус, значи да има доста зачини во него и по можност да се приготви брзо. Така да, тоа е тоа. Поред, ај сега ќе ставам малци во течноста, бидејќи знам дека мене ќе ми треба. Генерално јас ставам 4 до 5 лавички. Па добре, поубаво да се изблендира, нели, да се 3, соедини се, да се измеле како што треба, да не се лепи многу. 5, може и 6 да бидат, меѓутоа ево некој Па стане. стави 6, малку е послаба силата на нашиот блендер, да знаеш, Не, доста. да можува да го... Ако, доволно е. Добро. Доволно ми треба ова. Ставивме се? Да. Добро. Да ставим. Вклучене, можеш директно одма. Се. Нека се. Како што кажа, е густичко малку. Нема да поминеме без музички муабет малку. Последното гостување ти беше кога го најави твојот одличен концерт, нели? Да, тоа беше одамна, тоа беше 20 април. Ево сега вака може да се види, да, чисто ако сакате да видите како тоа изгледа, баш како паштета. Да, ево вака. Така да, мислам дека густината е сосема доволна, може да се стави уште од течноста. Да се вратиме на концерт. Да, слободно само кажи што ти треба, сакаш да сервирање некое тањерче? Може тањерче некој Еве за ти од сервирање да земе. Земи едно, две, колку ти треба. Така, сервирај си, а музички ќе си разговараме, да. Рековме, тој концерт во позадина имаме можност да чуеме, се разбира, можете на YouTube да го видите и твојот спот од соработката со Владко Стефановски. Да, тоа ми е најновата соработка. Тоа ми е последниот сингл практично, кој што ми гостува Владко, само ова лепчево, ако може вака се види бистики многу убаво. А ќе се вратиме на музиката, само за лепчево малку една... Ова лепче уствари направено домашно лепче. Морам да признам дека мојата сопруга го приготви вчера. Многу е лесно за приготвување, само од семки. Значи има основата е овес, овесни снегулки, има сончоглед, има тиква, не знам друго што све има во овако оценки. Може да се најде цела рецепта убаво на интернет? Да, апсолутно. Добро. Генерално си ставаш какви семки имаш ти во дома и лепче со семки. Лепче од овес со додадени семки, така што сега треба хумусот да го намачкаме на леп. На лебот. Се мачка на леп. Да. Добро. И после, нели, кој како сака за да декорира, предпоставувам, нели? Да. Убаво е да се стави некаков зеленчук, за да се промени малце, нели, сето тоа, да не биде се на сува база. Така. Ова може да стои повеќе денови? Може. Ова ќе си го соберете во тегличка и во фрижидер стои, може и недела дена да стои, ако е добро затворено. Добро. Да те вратам пак на музичкиот муавет? Да, може.
Рековме последна соработка беше со Владко Стефановски. Реков имате прекрасен спот и може да се види во следна прилика и ќе го пуштиме, нели? Сега да не го мешаме во кујнава. Што на музички план се правиш и подготвуваш? Да, соработката со Гоце ми продолжува. Гоце ми е продуцентот кој што ми ги работи последните синглови. Владко Стефановски ми беше гостин на последниот сингл. Сега за овој нов сингл кој што сега моментално го работиме, се уште не сум размислил кој ќе ми гостува, меѓутоа дефинитивно сакам да имам некој гостин. А идејата присутна е? Идејата е присутна, меѓутоа се мислам дали да одам со гостин вокал гостин или да биде гостин гостин инструменталист. Од аспект на комерцијално мислам дека е подобро да имам гостин кој што ќе вокал гостин. Да, вокал. Да биде поедноставно, мислам дека е подобро да биде инструменталист, така што се уште не ми е завршена целата номера, кога ќе заврши ќе имам некаква слика, некаква перцепција да видам што точно би одговарало за таа, така што за брзо време ќе биде и тоа. Патлиџанот е од мојата бавча во Пештани. Така кажи. Охридски од патлиџан. Пештани. Охридски патлиџан, да. Сега ја малце не сум спретен за вакви работи од аспект на декоративни. Не ти оди лош. Да, ти благодарам. Значи ова е cottage cheese. Многу убаво, со многу мали масноти. Но може и со обично сирење, нели? Што сакате може да се И става. добива доза на луксус, пошто сирењето веќе е луксус. Ево сега малце и од зачините вака, кои што не се гледаат на камера, ставивме. Така што рецептот е готов. Ова е мојот доручек за кој што јас го практикувам, затоа што е многу лесен за подготовка, е премногу здрав, така што ви го препорачувам. И хранлив. Прехранлив и ви го препорачувам да си го подготвите дома и да си имате убав здрав појадок, бидејќи вкусот е баш како паштета, може и за вашите деца да го користат, нема во него работи кои што се тешки за жвакање. Проверено и во таа гледна точка. Па добро е. Добре, пак да ни дојдеш. Проверено, ги оправдавме и музичарите, а и рецептот кој што ни го најави и го направивме, еве почитувани гледачи, одлично изгледа. Дека ќе ни дојдеш пак, во тоа сме сигурни, само ние чекаме нешто ново и во секој случај ту гостуваме редовно и сакаме да се дружиме со тебе и со се оно што ти го правиш. Ти благодарам многу. Благодарам на поканата. Без тоа Горан Папас, уживајте во подготовка на она што тој го понуди како рецепт или оброк на денот. А продолжуваме ние назад и за новата сезона на Филхармонијата, но после рекламите.